Здраво, ова е 98-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Джокер на Тод Филипс, во кој станува збор за Артур Флек, глумен од Жоакин Феникс, кој што откако ќе биде отпуштен од компанијата која застапува кловнови, затоа што ќе однесе пиштол на детска забава во болница, ќе се обиде да започне кариера како стендап комичар, меѓутоа неговата болест, манифестирана со хистерично смеење, представува постојан проблем во неговиот приватен и професионален живот. Тој живее со неговата мајка, глумена од Френсис Конрой, која што смета дека има нерасчистени сметки со кандидатот за градоначалник Томас Вејн. На овој начин е впрегнат ликот на Артур Флек во Готам, доловен да наликува на Њу Јорк од почетокот на 80-тите години на минатиот век, со оглед на тоа што Blowout на Де Палма игра во кино, тоа значи дека станува збор за 1981 година, град запоседнат од старци, во кој што луѓето со хендикеп се исмеани и претепани на сиромашни насилни деца на улица, се подбиваат со нив и арогантни богаташи, зајадливите колеги на подол начин се обидуваат да придонесат во нивното отпуштање. Артур Флек е жртва на домашно насилство, врзан за радијатор и тепан до безсознание, израснат од мајка со ментална болест, кој што во текот на филмот се обидува да ја расветли матната животна приказна од минатото, а неговата сегашност, таа е исполнета со имагинативни проекции за идиличниот фантазиран живот, кој што вклучува љубов, грижа, слава и респект, кој што ги нема. Во филмот гледаме како општеството ги третира по различните, па наместо возвратена емпатија и сочувство во овој суров свет се соочуваат со злоба, користолюбие, исмевање и останати пакосни насилни дејанија, без можност за да се спротивстават. Откако Артур ќе го преживее тој долг лош ден во животот, согледува дека неговата екзистенција е комедија, наместо трагедија, се вооружува и индиректно станува гласот на обезгласените, со тоа што ќе започне да шири ураган на ентропија во морално корумпираниот Готам. Обесправените се пронаоѓаат во неговиот свиреп чин и го поистоветуваат нивниот потиснат гнев и револт со неговото ширење на деструкција. Иако првото убиство го изведува во самоодбрана, кога ќе го вкуси убивањето на вообразените потрчковци на Томас Вејн, кои се олицетворение на дрската Wall Street генерација, која што ја слави алчноста, зависта, профитерството, амбицијата и ароганцијата, без да почувствува кајање и грижа на совест, го зема се чилото во рака и ја започнува личната одмазда, најпрвин декорирајќи го зидот со крвта на превртливиот колега, градирајќи до крешендото во ТВ студиото во епилогот. Штом Артур ја загуби поврзаноста со луѓето и согледа дека во суровиот свет ќе биде препуштен на самотијата и луцидноста, се претвора во искрата која што ќе детонира во естаблишментот, кој го занемарува и потиснува неговото постоење. Тука се јавија тие обвинувања на сметка на филмот, кој што го глорифицира насилството и стравот дека многумина ќе се најдат во чевлите на Артур и посегнат по оружјето, непотребно тревожејќи за последиците, наместо да ги погледнат проблемите кои што ги посочува филмот на модерното општество и ги согледаат прашањата кои што ги отвора делото за кратењето на социјалното советување на луѓето кои не може да се интегрираат во општеството, нетолеранцијата, корпоративната алчност, капиталистичката потреба за сензационализација, која што мора да ги задоволи ниските страсти, јазот меѓу жртвите на сиромаштијата и екстремно богатите и секако општеството како еден були, односно насилник, кој што ја шиканира индивидуата поради различноста. Лесно е да се покаже прстот во другите, кога не може да се впери во себе, а филмовите, музиката и видеоигрите секојаш биле жртвите кои што ги ставале на тапет луѓе кои сакале да напреднат во нивната политичка кариера со помош на пропаганда. По таа аналогија Џон Вик, Рамбо, вестите на ТВ и религијата не смеат да бидат иземени од категоријата за иницирање на насилство меѓу народот, но некако магично се изоставени од тој наратив. Тод Филипс се дистанцираше од комедијата по која што е препознаен поради хендикапирањето од политичката коректност која ја прободува комедијата и остава да искрвави,
па затоа се насочи од трилогијата Hangover, Road Trip, Old School, Due Date, War Dogs на Джокер и најавеното снимање на биографскиот филм на Hulk Hogan со Крис Хемсворт. Филмот, иако е составен дел од стриповскиот универзум на DC, своевидна приказна за потеглото и иницирањето на настанувањето на озлогласениот Джокер, не наликува на останатата канцерогена блокбастерска брза храна, која што се служи во големите синџири на киносали ширум светот за ескапизам и оглупување на широките маси, туку е еден мрачен артхаус филм за лик кој што паѓа во домените на лудилото и се одмаздува на неговото обкружување. Филмот можеше да не се вика Джокер, а сепак да ги содржи високите естетски норми, но ќе останеше поврзаноста со светот во кој што Бетмен е се уште недораснато момче за да се бори со него. Филмот е спрега која што ќе им покаже на љубителите на суперхеројските филмови дека постои артхаус кинематографија и на љубителите на уметничкиот филм дека има ликови од стриповски универзуми кои што вредат да се сватат сериозно. На Венецијанскиот филмски фестивал го согледаа значењето на филмот, кај што во силна конкуренција на новите остварувања на Содерберг, Полански, Баумбах, Андерсон, Корееда, СС, Егојан, Греј му беше доделен златниот лав за најдобар филм на Джокер. Иако Лошиот ден, кој што го доживува Артур, е референца на The Killing Joke, комплетно е реобмислена неговата животна приказна, кој што наместо да падне во токсична хемикалија, добива хуманизирана и убедителна приказна која одговара како предложка на карактерот, станувајќи жртва на клишеата за создавање на серијски убиец со нераскинлива врска со мајката, налик Норман Бейтс, и последната улога на Жоакин од You Are Never Really Here на Лин Ремси. Тука е шоуто на Мъреј како референца на The Dark Knight Returns и убиството на родителите на Брус Вейн. Меѓутоа, нема набилдани мажи во хеланки со супермоќи, снимени на гринскрин со визуелни ефекти, така што дел од љубителите на суперхеројски филмови ќе бидат разочарани, но не смеат да заборават да се смеат. Фантастичниот перформанс на ослабениот Жоакин Феникс, кој што вешто маневрира меѓу несопирливото смеење со суптилен премин во плач, тага, самотија и револт, се богатството на филмот. Меѓутоа, нема актерска екипа која што ќе му парира на неговиот синеастички балет на големото платно, што го осиромашува делото. Филмот постои исклучиво за да се долови екстравагантната изведба на Феникс. Колку е тоа добро за делото е дискутабилно, но се надевам дека ќе си го освои заслужениот Оскар за изведбата. Тод Филип се дрзна на Холивуд да му демонстрира дека треба да биде сватен сериозно и сними мрачно остварување на 35 мм филмска лента, во кое што со долгогодишниот соработник кинематограферот на The Hangover серијалот, Godzilla, King of the Monsters и The Dictator, Лоренс Шор, се надминаа себе си, приложувајќи прекрасни кадри во кои Феникс пуши цигара на дневно светло кое продира низ прозорецот, давајќи богата текстура на фотографијата. Продукцијскиот дизајнер на Синекдоха Нью Йорк, Вондерстрок и Патерсон, Марк Фридберг, го претвори Готам во олицетворение на Нью Йорк со сите негови темни и валкани улички, зеленило во ходниците, небаре е проголтан во вечна мувла кородираниот град, чие што метастазирано расипништво смрди во секој кадар. Хилдур, Гутнадотер, виолончелистката која што може да ја слушнете како изведувач на музиката на Arrival, Sicario и The Revenant, како и композиторка на музиката на Чернобил, во Джокер со гудачките композиции дава подлога за подгревање на иманентниот бунт во исчекување на неговото еруптивно понирање надвор од Феникс. Сакам да ве запознавам со неколку други ликови кои што живеат во иста населба со Артур Флек. Едниот е Руперт Попкин, стендап комичар кој живее со мајка му, кој што се обидува да гостува на популарното ТВ шоу кое го води идолизираниот Джери Луис, ветувајќи дека ќе изведува пристојни шеги во етар, сметајќи дека универзумот се ротира околу него и признавајќи криминален чин во живо насреде перформансот на ТВ. На истата таа улица, од која што излегува дим од шахтите и децата ги задеваат возрастните, живее Тревис Бикл, таксист, кој што работи ноќна смена во сомнителна компанија, советуван е од колегите да купи пиштол, води дневник и опсенат е со една девојка која што смета дека е посебна.
Во соочување со политичар напоменува дека градот е Валкан и му треба чистење од трулите битија, а во својот дом вежба со револверот пред огледало, станувајќи одмазник, продукт на општеството, кој не само што убива со истрели во глава, туку и го нишани прстот во собственото чело. Да не ви звучи овој опис од некаде познат му е и на Тод Филипс, кој што знае дека двата лика ги глуми одличниот Роберт Де Ниро во неговата младост во Taxi Driver и The King of Comedy. Актерот кој што ја презема улогата на популарниот ТВ водител во Джокер, кој што го употребува видеоинсертот од настапот на Артур за да го исмее во неговата емисија, но што бара сензационализам, ќе си добие снав испорачан на негова адреса. На некој начин, ова е најблизок омаж на кинематографијата на Мартин Скорсезе од крајот на 70-тите и почетокот на 80-тите, која што длабоко преминува во пастиш за добро и зло на делото. Филмот е во рангот на творбите кои се потпираат исклучиво на психолошката градба на ликот, пркосејќи на трендовите. Танцот на скалилата ме потсетува на скалилата во The Exorcist на Вилијам Фридкин. Снафот во шоуто на Мюрреј е една далечна референца на Нетворк на Сидни Лумет, како и повикувањето на Ал Пачино на толпата во грабежот во Dog Day Afternoon со епилогот на Джокер, исто така на Лумет. Или едноставно ослободување од прангиите во фазон на еден One Flew Over the Cuckoo's Nest на Форман. Кинематографијата на 70-тите има круцијална улога во создавањето на филмското градиво на делото, а протната е дури и проекцијата на Modern Times на Чаплин во Джокер, за све да кулминира во еден одмазнички чопор кој наликува на V for Vendetta, The Purge и Anonymous. Чарлс Бронсон доби конкуренција за чистење на градот. Цезар Ромеро, Джек Николсон, Хит Леджер, Джеред Лето и гласот на Марк Хамил спроведуваат своје видни итерации на овој лик, секој во свој манир, а Жоакин Феникс ја дополнува оваа листа со неговиот скршен Артур Флек, кој се одмаздува на светот. Филмот на Тод Филипс е неапологетско дело, чија што есенцијална карактеристика е да биде огледало на небулозите на модерното општество, да предупреди на неговата морална атрофија, пред да биде предоцна да се реагира, содржајќи сочни жанровски тропи од трилер и хорор жанрот, зачинети со практични крвави ефекти. Джокер е успешна спрега за комбинирање на артхаус сензибилитетот со стриповскиот универзум, дуализам кој што е толку редок што стравувам дека никогаш повеќе нема да се повтори. Судено му е на филмот да биде модерна класика. Со својот синкретизам извршува продор во колективната подсвест, кој што се надевам дека нема да биде исмеан како Артур Флек за доброто на општеството. Филмот е премногу едностран за да биде денешна итерација на Clockwork Orange, ниту пак се обидува да стане тоа. Тоа е детален приказ на симнувањето по скалилата на пропаста од една повредена и болна индивидуа, која што губи допирот со реалноста и се претвора во отуѓен антагонист, кој е продукт на општеството и обкружувањето. Ако морам да го евалуирам, тогаш Джокер од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 98-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!